Со голем огномет синоќа и во Кичево беше дочекана кинеската нова година. Кинеските работници кои работат на изградбата на автопатот Кичево-Охрид беа домаќини и организатори на оваа прослава на која беа поканети повеќе гости. Кинеската нова година, позната и како месечева нова година, и секоја година се слави на различен датум, а паѓа на првата млада месечина од првиот месечев месец или околу 4 до 8 недели пред пролетта. Датумот е секогаш помеѓу 21 јануари и 21 февруари според Грегоријанскиот календар. Традиционално оваа прослава е одбележана со едно од 12 животни кои се основа на кинеската астрологија, а оваа нова година е година на петелот, која започнува на 28 јануари и ќе трае 13 лунарни месеци, додека следната посветена на петелот ќе биде дури во 2029 година. Today is special time. Од денеска почнува кинеската нова година и следните 7 дена исто така ќе трае и јас им посакувам добра среќа на сите. Thank you, Macedonian. Thank you, Macedonian friend. И благодарам на Македонија и благодарам на македонските граѓани. И благодарам на сите македонски вработени. Јас сум 27.000 километри оддалечен од мојата земја, од мојата фамилија, од мојата сопруга, од моето бебе, но вие сте овде вака со мене. Вие ме поддржувате, ми давате поддршка да останам понатаму овде вака да се изработи овој проект до крај. Ве благодарам и ве сакам сите. Во Кина е позната и под името Пролетен фестивал и го наговестува почетокот на пролетта, односно крајот на зимските денови. За кинезите ова е најголемиот традиционален празник за кој најмалку 2 милиарди кинези се собираат и се враќаат од сите краеви на светот за да бидат заедно со своите семејства. Вечерта кога се прославува новогодишната ноќ уште се нарекува лунарна новогодишна ноќ или семејно обединување. Во центарот на вниманието е и храната, а особено е важно да се јадат многу сладки, бидејќи се сметаат за можност да се заслади новата година. Традиционално се јаде пудинг од ориз, кандирано овошје и семки. Славењето трае цели 15 дена, се до мала нова година, кога семејствата официјално се разидуваат, а некои членови се гледаат со семејството на следната кинеска нова година. Од крајот на јануари до средината на февруари овој празник се слави во континентална Кина, Тајван, на Корејскиот полуостров и во Виетнам, како и во некои од поголемите градови во Европа и во САД, каде што живее бројна кинеска заедница.